Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате првиот дел од книгата Светска криза и патот до мирот. Ова е збирка на говори и писма од Хазрети Мирза Масрор Ахмад, имам и поглавар на Ахмадија муслиманскиот джемаат, петтиот наследник на ветениот Месија. Прв дел за авторот. Неговата светост Мирза Масрор Ахмад, халифатул Месих Петти, Ајаддахулла те Алла, е врховен поглавар на светски раширената Ахмадија муслиманска заедница. Тој е петтиот наследник и правнук на ветениот Месија и реформатор, Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам, од Кадијана. Роден е на 15.9.1950 година во Рабва, Пакистан, од татко Рахметли Мирза Мансор Ахмад и мајка Рахметли Насира Бегум Ахмад. По завршувањето на својот магистерски труд од областа на земјоделската економија во 1977 година на Универзитетот за агрикултура во Фајсалбад, Пакистан, официјално својот живот му го посветува на служењето на исламот. Неговите несебични настојувања го одвеле во Гана во 1977 година, каде неколку години бил директор на разни Ахмадија муслимански училишта. Помагал во отварањето на Ахмадија второстепеното училиште во Салага, каде што првите 2 учебни години бил директор. На 22 април 2003 година е избран на доживотна служба во халифатот халифа на Ахмадија муслиманската заедница и служи како духовен и управен поглавар на светски раширената интернационална религиска организација со десетици милиони членови во преку 200 земји. Откако е избран за халифа, неговата светост ја води светски раширената кампања, миролюбивата порака на исламот, да ја пренесе преку сите облици на печатени и дигитални медиуми. Под неговото водство, националните ограноци на Ахмадија муслиманската заедница покренале кампања која ги одржува вистинските и миролюбиви учења на исламот. Ахмади муслиманите ширум светот вложуваат големи напори да разнесат милиони брошури мир на муслиманите и немуслиманите, да бидат домаќини на меѓуверскиот и миролюбив симпозиум и да презентираат изложба на честниот Куран и да ја представат неговата вистинска и благородна порака. За ова кампања ги известиле медиумите ширум светот и покажале дека исламот се бори за мир, преданост кон земјата во која живееме и дека е во служба на човештвото. Во 2004 година неговата светост започнала одржување на национален мировен симпозиум на кој се собираат гости од сите области на делување да разменат идеи на унапредување на мирот и слогата. Секоја година овој симпозиум привлекува многу министри, парламентарци, политичари, верски водачи и други достоинственици. Неговото височество пропатувало ширум светот за да биде во служба на човештвото. Под водство на неговото височество, Ахмадија муслиманската заедница изградила многу училишта и болници, кои помогнале на многу начини во оддалечените места на светот. Неговата светост, Мирза Масрор Ахмад, Ајаддахулла те Алла, моментално живее во Лондон, Англија. Како духовен водач на Ахмадија муслиманите ширум светот, тој одлучно се бори на патот на исламот преку закрепнувачки пораки за мир и сочувство. Предговор. Светот минува низ многу немирни времиња. Глобалните економски кризи секоја недела продолжуваат да покажуваат се понови и потешки опасности. Продолжуваат да се наведуваат сличности со периодот пред Втората светска војна и станува очигледно
дека настаните светот со невидена брзина го покренуваат кон Трета светска војна. Присутно е неодоливо чувство дека работите брзо излегуваат од контрола. Луѓето бараат некој да се појави на сцената и да понуди вистински и цврсти упатства, во кои можат да се надеваат и кои во нивните срца и умови им даваат надеж дека постои пат кој води до мир. Последиците од нуклеарната војна толку се кобни што никој не се осмелува да мисли на нив. Овде, во оваа книга, ние собравме упатства кои ги изнел Хазрети Мирза Масрор Ахмад, поглавар на светски раширената Ахмадија муслиманска заедница. Во последните неколку години, како што работите се одвиваа, тој без страв на светот му најавуваше кон каде одат работите, не за да создаде тревога, туку да ги подготви да размислат за тоа како светот стигнал до ова состојба и како може да ја избегне несреќата и да ги зацрта патот кон мирот и сигурноста за сите луѓе кои го населуваат ова глобално село. Тој постојано и отворено прогласуваше дека единствениот пат да го обезбедиме мирот во светот е да ги прифатиме патиштата на понизност и правда и понизно и покорно да се обратиме кон Бога, човекот да стане човеколюбив и милостив, силните достоинствено, со почит и правда да постапуваат со послабите, а слабите и сиромашните да покажат благодарност и да ги прифатат патиштата на вистината и правдата и сите да се свртат кон својот Создател во потполна понизност и искреност. Тој, постојано, секој поединец и сите заедно ги подсетуваше дека за нацијата, за враќање од работ на пропаста, правдата треба да биде безусловен услов за нормално работење во меѓусебните односи. Дури и ако помеѓу нив постои непријателство, тие сепак треба да спроведуваат правда, бидејќи историјата не научила дека тоа е единствениот начин да ги оттргнеме сите основи за идна омраза и на тој начин да изградиме постојан мир. Ова е учење на честниот Куран, кое тој го истакнал во своите писма кон светските водачи. Немојте непријателството на некој народ да ве наведе на насилство, затоа што тие ве запирале од мезџидил храм. И помагајте си еден на друг во добротелството, а не помагајте си во гревовите и непријателството. И плашете се од Аллах, навистина Аллах е остар во казнувањето. Во своето писмо за премиерот на Израел тој напишал: според тоа, наместо светот да го водите кон војна, јас од вас барам да направите максимални напори светот да го спасите од глобална катастрофа. Наместо кавгите да ги решавате со сила, вие треба да настојувате да ги решите преку диалог, така што на нашите идни генерации би им подариле посветла иднина, наместо да им подариме неспособност и недостатоци. Тој, председателот на Исламската република Иран, го советувал: моментално во светот владее големо неспокојство и вознемиреност. Во некои области избија војни од мали размери, додека во други места делуваат големите сили под изговор дека настојуваат да воспостават мир. Секоја земја се занимава со тоа, или да помогне, или да се спротивстави на други земји, но барањата за правда не се исполнети. Ако моментално ја посматраме сегашната ситуација во светот, жално е што мора да заклучиме дека се поставени темелите за уште една светска војна. На председателот Обама му рекол: како што сите знаеме, главните причини кои ја предизвикале Втората светска војна биле неуспехот на Лигата на народи и економската криза кои започнале во 1932 година. Денес водечките економисти
кажуваат дека постојат безбројни споредби меѓу сегашната економска криза и онаа од 1932 година. Гледаме дека политичките и економските проблеми повторно доведуваат до војни помеѓу помалите нации и дека внатрешните раздори и незадоволства стануваат се почести во овие земји. Ова на крајот ќе доведе до тоа во воството на овие држави да влезат одредени сили кои ќе не водат кон светска војна. Ако во некоја помала земја судирите не можат да се решат преку политика и дипломатија, тоа ќе доведе до формирање на нови блокови и групирања во светот. Тоа ќе биде претходница за избивање на Трета светска војна. Поради тоа верувам дека сега е многу важно и навистина неопходно, наместо да се концентрираме кон напредокот на светот, итно да ги зголемиме своите напори, светот да го спасиме од ова уништување. На премиерот на Народна република Кина, Вен Џиабо, му напишал: "Мојата молитва е светските водачи мудро да постапуваат и да не дозволат взаемни непријателства помеѓу нациите и луѓето за расправиите од пониско ниво да не преминат во глобален судир." А на премиерот на Британија му напишал: "Јас од вас барам на секое ниво и во секоја насока да настојуваме колку што можеме да ги згаснеме пламените на омразата. Само ако бидеме успешни во ова залагање, ќе бидеме во состојба да гарантираме посветла иднина за нашите идни генерации. Меѓутоа, не треба да постои никаков сомнеш во нашите умови дека ако не успееме во оваа задача, како резултат од нуклеарната војна, нашите идни генерации насекаде можат да трпат страшни последици поради нашите постапки и никогаш нема да им простат на постарите што светот го довеле до глобална пропаст. Јас повторно ве подсетувам дека Британија е една од големите земји која може да изврши влијание како во развиениот свет, така и во земјите во развој. Ако сакате вие, можете овој свет да го упатите кон исполнување на барањата за еднаквост и правда. Според тоа, Британија и другите големи сили треба да ја одиграат својата улога во градењето на светскиот мир. Нека се мокниот Бог, вас и другите светски водачи ве оспособи да ја разберете оваа порака. Нашата искрена молитва е упатства кои се содржани во оваа книга да го покажат изворот на упатствата за човештвото во време на големи опасности, така што преку постапките, по принципите и правдата и понизноста и свртувањето кон Бога, човекот да биде благословен со траен мир. Амин. Исламско гледање на глобалната криза. Британскиот парламент Долен дом, Лондон, Велика Британија, 2008 година. Предговор. Историскиот говор на Хазрети Мирза Масрор Ахмад Ајаддахулла Теалла, Халифатул Месих Петти, поглавар на светски раширената Ахмадија муслиманска заедница во Долниот дом, Британски парламент, на 22 октомври 2008 година. Приемот го организираше Џастин Грининг, член на парламентот за Путни, каде што се наоѓа Фазел џамијата, седиштето на Ахмадија муслиманската заедница, во чест на 100 годишнината од халифатот Ахмадија. Помеѓу присутните на приемот беа Гилијан Мерон, член на парламентот, Хајзел Блерс, член на парламентот, Алан Хјус, член на парламентот, Доминик Гриф, член на парламентот, Сајмон Хјус, член на парламентот, Лорд Ерик Ејвбери и истакнати членови од печатот, политичари и професионалци.
Денес го завршивме првиот дел од книгата Светска криза и патот до мирот. Еселаму алейкум.